актуелна тема која што овие неколку дена зборуваме, тема ракомет, алкалоид. Каква ќе биде одлуката, очекуваме во наредните денови. Повеќе на оваа тема зборувам со професор доктор Иван Анастасовски. Професоре, добро утро. Добро утро за вас и вашите гледачи. Очекувавме интересен натпревар. Полна сала, многу публика која што очекуваше се разбира победа на алкалоид после сето она што ни се случи во соседна Грција. Меѓутоа не се одигра натпреварот. Соседите велат од безбедносни причини. Каков е вашиот став? Судијата не отсвира крај после 30 минути. Тоа и за тоа токму јавно напишав и проговорив. Први, како човек кој работи во делот на спортскиот менаџмент, за мене беше многу радосно кога прочитав и видов, слушнав дека билетите за овој натпревар, многу важен натпревар, беа продадени за неполни 2 часа. Тоа покажа уште еднаш колку е љубовта кон ракометот на нашите граѓани и како нашите граѓани градат таа некоја емотивна врска со таа спортска игра ракомет. И впрочем, дента требаше да биде навистина едно големо славје пред се не за целиот ракомет, туку и за ракометниот клуб Алкалоид, кој ја првин тоа го напишав, уште еднаш покажа дека ракометот кај нас во нашата држава е број еден спорт. Ракометот е на клубски план, говорам, да бидам дециден, е спорт кој генерира резултати и успеси. И сега останува да видиме после тоа одржливоста на тие спортски комплекси. Жално е што дента и вие и сите кои беа директно со купени билети на самиот натпревар и ние кои сакавме да го следиме преку малите екрани не можевме да се радуваме на конечниот успех на ракометниот клуб Алкалоид и подигнувањето на пехарот, што според мене во играта, ја не навлагам во играта како анализа, беше неспорно. Меѓутоа, за жал, политиката и политизирањето на спортот, особено во овие простори на Балканот, уште еднаш го зема данокот во спортот. Дали значи дека ова е преседан во ракометот? Од она се што ја успеав да го слушнам и да го истражувам и затоа го искоментирав, за мене беше чудно што судијата не отсвири крај после 30 минути откако противничката екипа не се појави на надпреварот. Ако добро го читате, иако во моментот тој е нерелевантен, меѓутоа ако добро го читате правилникот за организирање надпревари на ракометни надпревари на Ракометната федерација на Македонија, во членот 12 таа е децидна дека ако една од екипите не се појави за 30 минути, децидна е должен судијата. Меѓутоа кога ќе навлезете подлабински во сето тоа, гледате дека Европската федерација ракометна нема таков дециден артикл, став во нивните регулативи и за жени и за мажи, не говорам за организирање на европски првенства, туку исклучиво за надпревари од клубски ранг, дека надпреварот треба да се прекине, односно судијата треба да го прекине за 30 минути. И тоа кај мене остави сомнеш дека гостинската екипа многу вешто го изигра овој момент или го има договарано како некој вид заговор, за да сето ова се случи и и надпреварот не се одигра. И сега од друга страна, актите на Европската ракометна куќа укажуваат на тоа дека надпреварот ќе мора да се преигра. За жал, ќе мора да се преигра и можеби е добро за спортот и за ракометниот клуб Алкалоид да ја покаже својата моќ и доминација во овој сегмент, во ова европско надпреварување и да го освои пехарот како и што доликува на теренот. Меѓутоа, искрено се плашам дека сите овие дворски игри кои ги направи грчката екипа, иако, да видиме реални, Грција не е ракометна велесила. Ајде да кажеме, тоа се случувало во кошарката, кај што имаат сериозна доминација, имаат сериозно влијание. Грција не е некоја ракометна велесила. Ние сме тука подоминантни, меѓутоа Грција како важен европски фактор во политичките кругови наметна нешто што во принцип оно што вие го кажате е преседан. И самиот ЕХФ сега ќе треба да изнајде компромисно решение се тоа да си го затвори како такво. Каков епилог ќе очекуваме тогаш од овој надпревар?
Завршицата е дека она истото се случи ако се сеќавате со Партизан, па потоа го одигра во Бугарија. Ајде ако се повикаме на тоа што се случи тогаш, и иста екипа го инсценира тоа, екипата од Атина, ракометната екипа од Атина, логиката кажува дека како бенигно решение ЕХФ би донело уште едно такво решение да се одигра во Бугарија. И меѓутоа кај мене тоа ќе остава сомнеш дека кога веќе целата ситуација делува како да е режирана, оти тие се повикуваат на едно правило кое да, апсолутно е така, дека 10% од купниот капацитет на спортскиот објект кај што се игра над преварот треба да биде дадено на противничката екипа. По логиката, ако спортската сала Борис Трајковски, каде што сме денеска тука, собира 6000, тие требале да добијат 600 карти. Тоа е факт и тука нема дилема, тоа го предвидува и актите на Европската ракометна куќа, меѓутоа, знаете, и тука се остава еден простор на несигурност оти дали ви од комплетниот капацитет или од бројот кој ќе биде пуштен во продажба. Тоа значи дека кога имате надпревар од висок ризик, вие мора да предвидите и тампон зона помеѓу навивачките групи, за да не дојде, не дај Боже, до некој несакан инцидент, и тогаш капацитетот на салата од она што е фул капацитет се смалува и има поголем број на карти. Меѓутоа, еве да кажеме дека тие се повикуваат на тој сегмент и можеби во од тој сегмент се во право, меѓутоа пак целата ситуација остава простор дека гостинската екипа го има вешто режирано сето ова и ова е политизирање на спортот, што верувајте еве конкретно во фудбалот, во најмоćната спортска гранка, вакви работи многу тешко можете да ги одиграте. Оти во фудбалот многу цврсто се обидува да се заштити од политиката. Ако гледаме дека вие сте помоćна држава и така треба да функционира и во спортот, Америка треба се да освојува. Кога има одредени надпреварување, како најмоćна држава која се представи политички, економски, било како во светот, треба се... Не е така. Спортот, напротив, треба да биде заштитен од тие влијанија и да биде оставен само на спортистите, на убавината на играта и на публиката која го поддржува спортот. Овде сето го изгубивме. Да, крајната цел на спортот да обединува и да апсолутно. На еден начин сите заедно да се дружиме. Основната цел е тоа. Ваквите настани, за жал, носат и последици во спортот. Апсолутно. На крајот на денот, гледате, и самите ракометари на противничкиот тим беа зачудени. Тие се спортисти, тие знаат да играат, тоа е нивната вештина, да победуваат или да губат, да се носат со тоа и така ја градат својата професионална кариера. За жал, позадината, политиката, сето тоа им го одзема на тие млади луѓе, на тие спортисти и остава една поинаква слика. И ова, верувајте, ќе има и можеби и пошироки консеквенции токму во спортската игра, да кажеме ракометот, ако тоа не извлечат поука од ова што се случи сега, од ова што според мене, не можам да истакнам сериозни факти, меѓутоа делува дека е изрежирано од гостинската екипа. Затоа не сакам да ги коментирам позадинските коментари кои биле во текот на денот на организација на целиот надпревар, меѓутоа ако Европската куќа од ова не изнајде сериозно решение и не искочи посилна, ќе се провеива и понатака и ова ќе стане правило. Не да биде исто, ќе стане правило и понатака секоја екипа која ќе биде поразена и ќе сака да најде нешто да не одигра, да ја сврти играта во своја корист, резултатот во своја корист на зелена маса, ќе се повикува на вакви нејасноти кои ги има во документите на Европската ракометна куќа. Професоре, благодарам на одвоеното време, благодарам на оваа убава анализа. Ние се надеваме дека сепак нели ќе се одигра тука кај нас надпреварот и повторно ќе уживаме затоа што навистина имаше предобра, преубава атмосфера и сите додевме заедно да ги бодриме нашите ракометари, меѓутоа нели да бидеме на страната на спортот. Апсолутно, така беше замислен денот, така беше спремна и нацијата дека ќе се радува на уште еден трофеј, но за жал политиката си го одигра своето и она што вие рековте пред малку и во последното прашање, да се надеваме дека од ова ќе се извлече поука и ќе се тргне политиката од политизирањето на спортот. Благодарам уште еднаш. Благодарам вам.